Добро вече, гледате нова епизода на Политиканти, не може веќе да ја бројам. Јас сум Боријан Јовановски и вечерва со мене е виновникот за овие царини кои Трамп ги воведе против Македонија, затоа е тоа 33%, да спроти Албанија, Косово по 10 и така натаму. И не би да го представам, ја мислам, просто ми е незгодно, он сам нека си каже, еве, нека и се извини на публиката, односно на пошироката јавност за ова, а тоа е... Цело попладне чекам, јас сум Сашо Ордановски, попладне чекам бар една пресконференција од ВМРО да кажете, те видовте да не беше овој гадот Ордановски, ќе поминевме без царени и така натаму. Меѓутоа шалата на страна, Боријан, ова е прилично, види сега да се разбереме. Мислам, се работи за Трамп. Ја нема да кажам ништо поише тоа што го кажав. Сега веќе прочуено интервју, бидејќи ја не ја контролирав прочуеноста на интервјуто. Овој може да се пробуди са бајга од 3 сати да каже, не знам, нешто, овој ноќеска сонив нешто и така натаму, и на пола земји да ги укине цариниве. Тоа не е исклучено кај Трамп. И понатаму потрудуваш на Трамп да зборуваш како некој несериозен политичар. Стварно, ова, Сашо, ти многу на себе земаш. Со други зборови, Боријан. Јас не мислам дека Мицкоски на кој било начин е виновен за ова што го прави Трамп, се разбира. Он е виновен само за својата собствената глупост. Да се представи како најблизок човек во периметарот, во не знам што, први застанавме во редот од цела оваа регионална и европска и светска ситуација, и потоа кога овој таму во Вашингтон прави ова што прави, ајде да кажам што прави, овој сега што да прави, сега што да каже Мицкоски, денеска излезе со изјава дека всушност ова беше очекувано, вика, ова е нормално, вика, ние очекувавме ова да се случи. Дополнително, ова треба да е уште една лекција, мислам, онаа леснотија, една, просто безобразна една леснотија со која он тоа пријателство со Трамп го преведе како некаква моќ или некаков поттик за некаква супериорност во однос на Европската унија, кој патем. Значи, мора да се знае, Европската унија е тој стабилен партнер на Македонија, точно кога зборуваме и за економија. 70% кога извезуваш во Германија и при тоа ти имаш еден договор кој не зависи дали денеска бил Шолц, дали утре ќе дојде друг премиер и така натаму, значи со една сериозна перспектива. Ти ги знаеш, изјавите ги паметиме, ние ги коментиравме изјавите цинични на Мицковски во однос на Европската унија, кој патем мислам дека добро му ги запамтија. Мислам дека нема тоа туку така да му го опростат таа една неваспитаност, би рекол, во елементарна во тие односи стратешки со Европската унија. Така што добро е ова вака да се човек да се приземи, да знае кој е партнер, што е иднина. Не сум, мислам, вечера имаме и гостин, се разбира, наскоро ќе го представиме и многу од ова што го разговараме и ќе го побараме и неговото мислење. Меѓутоа, види, не сум толку сигурен дека некој воопшто учи лекции во Македонија. Види, сега, ова е просто математика, Сашо, нема што тука... Знаме, Боријан, ама уште пред да формираат владата, ако памтиш, и тоа ти говореше за оската Будимпешта, Белград, Скопје. И ти гледај сега како насилно не втурна во тоа, во една релативно, па ја мислам дека веќе не е ни релативно, тоа е апсолутно слепа улица за нас. Ја не знам до кај е со паметот Вучич, он има милион проблеми на друг начин, а за Орбан да не зборам. Видовме до кај стигна со стратешката ма Додик да те подсетам дека Додик беше пред неполни 2 месеци во Скопје, кај што говореше за српскиот свет, тука пред целата политичка елита, од која никој не се сети да стане, премиерот следниот ден даде една резервирана изјава дека тоа било непријатно. Значи, од една страна играме погрешни потези на страна, при тоа без никаква консултација. Да подсетиме тоа што се тига. Се симна од авион и рече, ние одлучивме. Кој вие бе? Ти со стюардесата у бизнис класата или у која класа летал? И со не Крис Павловски, како се викаше. Ама види, оваа држава има макар и формален председател на државата, кој по устав е надлежен за надворешна политика. Оваа држава има парламент, има надворешно политички комисии. Еве да речеме дека сите со него ќе се сложат, ама демократијата, меѓу другото, и таа форма да одржиш. И кога опрашат, кој сте тоа, како, зашто одлучивте тоа, така одлучивме. И се еве така одлучивме, за месец дена, за месец и пол дена се правиме хаварија. И тогаш, и истото говоревме дека беше повод тие средби, промената на администрацијата во
Вашингтон да се иницира еден сериозен политички диалог за да се профилат некои ситуации што прави Македонија во овој геополитички земјотрес. За жал такво нешто не дојде и добро е што ова денеска се случи оваа средба на Мицковски со лидерот на опозицијата по иницијатива на Венко Филипче како председател на опозицијска партија. Таа иницијатива требаше да дојде од владеачката партија. Мислам дека сепак е одговорноста кај оние кои владеат. Прво оние имаат одговорноста, но и ова е добро. Гледам сега за сега тече на еден ова што како реакции уследија после таа средба. Ми се чини дека не е лошо, инаку добро е зашто видиш не послуша да одамна го зборуваме тоа, дека стварно треба се седне во државата, во мала држава каква што е наша, образование, здравство, животна средина, партизација и односно професионализација на администрација, да се точки околу кој има консензус, од кој не отстапува било кој да дојде утре на власт. Јас воопшто не сум оптимист за ова што денеска го гледам пиар аспектот со кој он овака што се вика со расширена реакција прифати иницијативата, дури со еден воздржан, дури не беше ни многу циничен, инаку знае да биде како што е арогантен, говорам за Мицковски, знае да биде циничен и така натаму, бидејќи му ја смени темата. Ова сега на него добро му доаѓа за да говори за потребата од заеднички донесувања, разговори, политики, заедништво едно друго. Иначе денеска главната тема ќе беше сите да му се исмеат, како што и му се исмеваат за една низа од погрешни потези со кои што дојдовме таму кај што дојдовме, а што е најважно и не знамо тука натаму кај ќе одиме. Види, можда е време да го внесеме во разговорот и гостинот. Па еве ја прво да кажам околу пропуштивме да го искоментираме на тема со која ќе го внесеме со говорникот во овој разговор. Се случи пред неполни 2-3 недели беше тоа. Беа отповикани низа на амбасадори и на моје големо изненадување, сите кои се отповикани се практично професионалците амбасадори. Меѓу нив има неколку имиња кои е неспорно дека се професионалци, дека не беа назначени од било која партија. Не знам, да не ги се Пајо Авировиќ, на пример, или Агнеза Руси, или овој што е во ОПСЕ Дженг. Тоа се брилјантни млади луѓе со сериозни потенцијали. Некои од нив не се ни млади, меѓутоа се одлични професионалци, ги знаеме со години. А да речеме, на пример, остана Тупанчевски, кој е СДС предложен во Белград. Ама одправен факултет. Може ќе го сменате днес. Знаеш како? И сега тоа е еден вака показател дека како фрлаш бомба во една инаку едвај малку консолидирана, професионално консолидирана средина каква што е македонската дипломатија и до израз доаѓа тоа и станува јасно дека практично Антонио Милошовски, човекот за кој постои обвинение, човекот за кој стои за измените на кривичниот законник, поради кој му е симнато обвинението од предметот моќник и така натаму, дека он е уствари сивата еминенција во дипломатијата, бидејќи вратени се сите оние кои не успеа да поминат кај него на комисија, бидејќи тој ја блокираше работата на комисијата за надворешни работи и истиве луѓе не можеа да ја поминат таа инстанца и мораа да бидат назначени директно од председателот тогаш Стево Пендаровски. И сега се сите вратени. Во ситуација кога дојде, промислам дека се 6, Сашо, професионални дипломати. Во ситуација кога имаме негдека, не ги броев баш точно, ама меѓу 25 и 35 празни амбасадорски места. И тоа во земји кои што се во регионот, во светски престолнини и така натаму, и за кои што нема ни најава кога ќе се полнат и дали ќе се полнат. Еве шансата да го воведеме Андри Жирновски. Еден од вратените. Од вратените, до душе како политичко именување. Андре, добро вечер.
Благодарам за поканата и чест ми е да бидам гостит ваш. Да расчистиме веднаш, значи Андреј Жерновски не е во Министерството за надворешни работи, бидејќи ние пред недели се договаравме, можда има и повеќе од недели. Да. Меѓутоа ти тврдеше дека додека си во МНР не си слободен и не сакаш да говориш за теми кои што се врзани за надворешната политика Така и така натаму. Така, мене Тоа ми е еден заврши- професионален вака однос кон сето сакав тоа. до крај да останам професионален од тој аспект, затоа што мене мандатот ми заврши при крајот на минатиот месец. Додека е човек амбасадор нема право да зборува и не сме да изнесува лични своји ставови, ако тие не су согласни со министрот и со кабинетот, и треба да биде така според законот за надворешни работи. Сето тоа заврши на начин на кој што заврши, така да можам слободно да дискутирам за тоа што се случува, оно што не се случува во нашата дипломатија, но се разбира ќе ми биде задоволство да продискутираме на сите теми кои што вие убаво ги отворивте пред да ме вклучите. Андреј Жерновски иначе има повеќе од 25 години политичка кариера. Тука е? Па мислам дека да, негде од 2000-та, пред 2000-та, ако не Пред се 2000-та. лажем, Пред така, 2000-та, пред 2000-та, барем затоа веќе. велам повеќе од 25. 3 пати пратеник, председател на општина Центар, подпредседател на една Вона партија. чувена трка со Тодороvić. обичен со мандат. Груевски беше таа Груевски. трка. Така Кога е, Груевски така е. беше шеф на Така е. изборниот Па штаб. го досе од- да рамење до... Да. Па со пустец и Да. така натаму. Ја напушти Либерално-демократската партија пред 10 години, кај што беше и подпредседател, ако не се лажем, председател се извинувам, така е во последните, и сега си практично, ако не се лажем, сега скоро те именува и за член на Централен одбор на СДСМ. Да, на последниот централен одбор председателот ме предложи, има право да коптира, зашто сум благодарен и се надам дека ќе додам некоја вредност на овој млад тим кој што е формиран, се надам дека ќе можам да помогнем со моето искуство. Добро, значи денеска разговараме со опозиционер 100%. Да. Ајде почнеме од овој ангажман дипломатски. Како тоа ова на многу кратка екскурзија ти беше ова, не знам ни колку ни година дена не Добро, со потреа. моето име и со името на амбасадорот Фрчковски се лицитираш уште за време на изборите, така да не беше изненадување. Јас уште бев во Букуреш кога слушнав дека веќе се нуди тоа место, така да они си има одлучено однапред и се бараше некоја причина. И многу наивно влета во едно сценарио каде што преку вечер објави дека сум се степал на некој прием, Да. па била присутна министерката за дворешни работи на Романија, пона реагирала, што беше смешно, така да јас го дадов вечер на суд. Они се обидоа преку тоа, потоа одеа преку други работи, не е битно. Битно е што целата оваа смена на амбасадори, убаво реков ти, 24 места се слободни. Толку ги се јас 24, точно убаво 30 кажавте, тука негде. се случува за да се дефокусира јавноста на што вистински се случува во Министерството за надворешни работи, е тоа што ние сме апсолутно изолирани, имаме министер кој што е целосно изолиран. За 9 месеци колку што е он министер, верували или не, ние имаме посета на министри за надворешни работи двајца. И ниту еден од соседството, еден е само од Европската унија. И тоа тоа е Чекај, од Европска унија тоа е СИАР тоа. Еден. Не, Сијарто Сијарто е. беше како во склоп, зборам за билатералка, беше во склопот на она нели влада. Бидејќи Па со дојде Сијарто пакет. се во веројатно Со Сијарто 9 и со Орбан се контакта. така, пријатели. Зборам, значи ова досега не се случило во македонска дипломатија и воопшто функционирање на било која македонска влада. И сето тоа треба се покрие со прогон на амбасадори, пресови, за тоа кривични пријави, нели колеги и така натаму, за да се покрие оваа работа. Да не забораваме една уште една работа, што гледам опозицијата го заборава. Он е министер за надворешни работи и надворешна трговија. Доаѓаме до темата. Јас ви тврдам дека во овој момент нема никакви сознанија нити поима за податоци и така натаму. Треба и за тоа е одговорен и така натаму. Тоа е нели таа реформа. Да се вратиме на прашањето, значи имаме девастирана дипломатија, 24 места се празни, еве НАТО е празно, нели полна е устата со НАТО. Данска, која што е председавач од 1 јули, председавач на Европската унија, ние немаме амбасадор, сега да се започне процедурата, нема да стигнеме. Се сеќавате на Милошевски, полна беше устата за пополнување на амбасадорски места и така натаму. Значи пред тоа беа слободни, кога 24, 9 се врати, од кои што убаво кажавте, шесторица се сериозни, стварно немало одлични никој кадри, нема. одлични кадри, не знам зашто ни воопшто тргна да ги минат, одлично докажани кадри на битни места, сензитивни места. Они не успеа за 9 месеци ниту едно место да пополнат. Потоа и со ќе Зошто завршам. да прашам? Затоа што нема никаков концепт. Компасот е изгубен, ова што се случи денеска вчера со Трамп кажува за ќе зборуваме на таа тема, за тоа каде оди, односно каде не оди ова влада, за жал и ова држава. Меѓутоа да завршам.
се инсистираше на тоа дека после промената на амбасадори ќе имаме воведување на професионалци, за да првиот и единствен номиниран амбасадор е докторот. Тој сигурно е добар доктор, но и тој е доктор по професија. Нема ден искуство тоа е за Париз, за Франција. Нема ден искуство во надворешна политика. И тоа ви кажува дека се работи само за обични. Ме интересира, не знам, онака стварно ми е, лично сум љубопитен. Како Тупанчевски него вратија, вас се вратија? Тоа е интересно прашање. Ние имаме да биде уште поинтересно. Тупанчевски беше министр. Да биде, ние имаме тројца министри од претходната влада амбасадор. Не еден, тројца. Сега гледаме, ме гледате чудно кој се. Имаме министер за локална самоуправа, тој е во Љубљана. Да, од Имаме ЛДП. министер во Шпанија, во Мадрид, кој што беше министер за диаспора, беше задолжен во владата на Заев за едно на ден. И го имаме Тупанчевски, тројца министри. Ти останува. Зошто, како, нели тоа сега е за некој друг подкаст, друга емисија. Не друг подкаст, туку друга емисија. А што е со проблемот со тебе? Мислам, Фрчковски вака го знаеме, он ептен гласен. Може ли да му заборават? Добро, значи победата во центар. Јас мислев дека добро, тука нема нова генерација која зборува за Милошевски. Не, јас отворено зборам дека денеска Македонија има минимум тројца министри за надворешни работи. Тоа е Александар Николовски, тој е Милошевски и овој последниот кој што мислам дека најмалку министер за надворешни работи, тој е Тимчо Муцански. И шефот на министрите за надворешни работи Мицкоски. Значи има Мицкоски е проблемот што полека заличува на еден на претходникот негов на чело на партијата, кој што станува значи премиер, потоа станува министер, станува градоначалник. Сето он го покрива, тој ви зборува за ДНК-та на целата група, кај што он се влегува во тоа да исака се да покрие. Така што не може да го забораат поразот во центар и сето тоа што се случи, од таму беше притисокот главен за тоа да бидам сменет така натаму, но добро, ако они се уште го паметат тоа и ни граѓаните не го забораваат. Мислам дека не би го правил, не би го поставил прашањето заради некакви, не знам, евентуални лични и така натаму околности и сето тоа. Меѓутоа, феноменот на Антонио Милошевски, мислам дека е посебен во македонската политика. Точно. Кога се говори, бидејќи трае веќе веројатно 20 на години. Што го прави Антонио толку влијателен, толку моќен, па дури кога сега да со намера не го ставаат во владата, тој сепак држи дели лекции, навистина се наметнува, диктира политики, особено на надворешната политика и така. Што е тој феномен? Имаш ли објаснување? Феномен затоа што морам тоа да му го признам, без разлика тоа какво ја мислам за него, затоа што кај сите председатели он одлично котира. Мислам дека Љупчо Георгиевски најдобро го опише каков е карактер, Не памтам. Па дека кај секого се упикува за да успее. Тоа значи вие треба да го промените ставот, еден према Боријан Јовановски, друг према Сашо Јовановски, трет пат према Анде Жовски, по потреба каков е карактер на лидер. И кај сите беше скоро десна рака, сите го третираат многу близо. Значи и Љупчо и Груевски. Значи интелигентен е човекот, сега е веќе супер искусен, тоа ништо не е спорно, не? Го блокира, како што го каже Бојан, блокира комисијата за надворешни работи. Првиот дел од ако воопшто се состане комисијата е полна уста со напади дека нема власта, не прети амбасадори, има празни места, што и беше точно, меѓутоа се должеше најмногу поради неговата блокада. За вториот дел се блокираат оние кои што не треба да поминат. Јас бев прв од тие што ја помина процедурата, бев ставен последен на дневен ред и ми беше јасно. И сега он повторно зборува за меѓутоа веќе нема што се каже, биејќи се празни дипломатските места и не успеа во тоа што се што е интересно, во такви се процедурите, вие сте новинари, пред тоа треба да се изјасни медиумската куќа, вече се изјаснува дека информацијата за тоа дека јас сум се степал дошла од Антонио Милошевски и од човек од МНР, мене јасно кој е тој човек. Така да ја проширам очигледно, ќе проширам процесот за клевета, меѓутоа човекот се уште е актуелен и се обидува и очигледно дејства со сите негови. И он и први отвори темата за знам, така рече дека ово е како беше дека не е успешен и така работа. Значи тоа е. И меѓу другото он често се јавува, еве што и за твојот случај, како еден од изворите на лажни вести. Антонио Милошевски не му е многу гајле тоа да се занимава со тоа и он е еден од вака
мастермајндовите на... Во Брисел е Да, проценет, да, во Брисел важи за личност која што дели фейк вести, затоа нели именуваше овие земји нема да не поддржат, овие земји биле против да се отворат преговорите, потоа сите амбасади, ако се сеќавате, го демантираа сето тоа. Меѓутоа, он прв излезе во јавноста, за неговата улога. И како функционира дипломатијата кај нас, односно во ВМРДПН, во оваа влада. Он прв излезе со веста дека ќе се иде со автентично толкување во собрание за да бидат променети оние кои што не помина на комисијата за... Значи, не министрот, не друг, туку он кажува. И тоа ви кажува колку е сатот во Види, во тој трилинг морам да кажам дека и Александар Николовски игра значајна улога и тој некако како неостварен министер за надворешни се гледа. Па он е незадоволен што стана на тоа место, сакаше да биде за надворешни па за внатрешни така работа, за одбрана. Слушам од проверени извори, секојаш треба да има некоја резерва околу тоа дека поздравот од Бугарија дека додека е Александар Николовски министер во владата на држава дека нема да има договор со бугарите, нити запирка да се смени во постоечкиот договор, што дури да не е точно, а најверојатно може да е точно, создава веќе проблеми, бидејќи него на ниеден начин таа област не му е надлежност, не му е юрисдикција. Ако ми тоа знаеш, тоа би се надоврзал сашо во Брисел велат дека на тоа за било какви измени во тој договор, во тоа што е европска рамка, дека треба да се заборави било каква опција во која содржи алтернативни решенија, не знам, одложено спроведување на тој договор. Тука почна проблемот, се согласувам. Но и тоа е последната порака која знам дека доаѓа од Брисел многу категорично. Јас говорам не он рекорд, овде рекорд. За малку поинаков контекст говорам. Значи се работи според моите извори за порака поздрав до Мицковски од врвно ниво во Бугарија. Бидејќи овдека не се работи во крајна линија дали ќе се сменува договор за соработка или така, туку се работи за менување на клима. Се работи за еден-два настапи во кои што би се оставил еден простор да некои работи поминат полесно во нашата полица. И тоа е речено не, додека е тој човек таму нема да има никаков знак на позитивна. Не знам, гледајте го разногласието во изден што се случи, за да биде не смешна, трагикомична ситуацијата. Излегува Александар Николовски откако Борисов победи на изборите. И вели ние нема да правиме никогаш влада со, како беше мафијаш, корумпиран политичар и така натаму. Па поздрав од тебе да кажам до крајот Бојко Борисов. За Тимчо Мусунски како министер за надворешни работи излегува паралелно со изјава дека победата на ГЕРБ е одлична шанса да се решат проблемите и дека он очекува има позитивен однос и оптимист токму затоа што победува Борисов. Значи гледате ГЕРБ точно. Значи гледате едно разногласие кое што е 180 степени различно. Сега кој е тука главен, како е главен и за коридорот 10 истице контроверзни изјави за регионалните поставености исто и контроверзни. Има тука сериозна битка, меѓутоа цената ја плаќа државата. Ние зборуваме за ова затоа што ние плаќаме цената и треба да отвориме темата. Убаво рековте вие на почетокот, не само што не го забораваат тоа во Брисел, него ние сме веќе таму. Инаку морам да ви кажам во недела БНТ, приватната најголема телевизиска станица, знам дека ќе објават работат истражуваат кои се од македонските политичари има фирми регистрирано во Бугарија и тоа ќе го објават во недела, не знам онака да не е полесно да докажат кој нема фирми. Да, или кој нема државјанство. Можда и кој нема пасош, може побал списокот така. Да, и тука мислам вака глупо јас да сакам да кажам на Муцунски не му е лесна работа. Бидејќи ова се сепак тешкаши во владеачката партија, особено следното прашање ми е дали Мицковски наоѓа во интерес во тоа што ги дели сите помалку завадени, помалку поделени, помалку па он се јавува како обеднувачки балансер и така натаму. Значи Муцунски ќе остане во историја освен како човек кој што има најмалку посети, да ше изолиран, човек кој што изврши најголемата промена на амбасадори, тргање, елиминирање на амбасадори, останува исто запаметен како човек кој што се случи тој процес од војувањето на Албанија од Македонија. Јас отворено кажам на оваа емисија дека амбасадорите од неколку земји во Европската унија праќа дописи, тоа е и работата на амбасадор да праќа преку системот безбедносен. Праќа информации дека се спрема, се подготвува од војување. Никаква реакција нема. И вие ако ги пратите
интервјуата, тие што ги има неколку Муцунски, нема никогаш став за некое битно прашање. Како што гледате ни овие денови да нема. Добро, Андреј. Тоа е реално криење, е тоа е една стратегија каде на јас ке се сокрем неки за други, па колку што можем ке, затоа што во оваа ситуација кога гори, кога целосно веќе ги губиме партнерите од Европската унија, он оди во Баку, последната посета беше во Баку. Или оди во Австралија, кај градинките на македонците и селеници, и од таму дава некои изјави, или Канада. Гори, значи, ни гори нас во НАТО и во ЕУ, ние одиме, он оди во други посети. Така да тоа се случува. Андре, мислам, малку ми е загадка, стварно, мене Муцунски не ми личи на човек кој, како кажам, кој баш е онака без врска таму. Тој човек кој сепак има некакво познавање, кога гледам во јавните настапи, доста е сигурен во она што го говори. Јас не би рекол дека он не знае што се случува и дека ваков негов мандат просто не држи вода. И тука стварно малку ми е тоа како загонетка некоја, мислам, што му е проблемот? Не знам што му е проблемот, знам што е проблемот на владата и со тоа на државата. Или што као морам да бидам министер, па ќе бидам министер, па што сака нека биде, па како треба така ќе прави. Прво да дојдеме до тоа кој станува во овој случај министер за надворешни работи, без грам дипломатско искуство. Единствено што ќе ви кажа дека водел комисија во партијата. Он прето беше градоначелник. Добро, бил дете на дипломат, така што. Тоа е професор, он е сепак професор направен факултет. Не можете да ставите некој што значи дворец. Проблемот е во, ако влезете на сајтот на Мандара, ќе видите дека единствени седмица, но цело време прима амбасадори. Да, тоа го. И нема друго што се покрие. Меѓутоа, не се, сериозна е работата на релација Македонија и Европска унија и се надевам ќе подискутираме затоа што последиците се страшни и она што би рекле нашите северни соседи, стање е очено, али се погоршава. Стање е очено, али се. Добро, Андре, ние помалку веќе влеговме во другите теми пред да те вклучиме тебе и така. Ова сепак е еден, кога велам ова, мислам за ова што се случи ноќеска практично со Вашингтон и со објавата на Трамп на овие, он ги да рекува такси, во суштина царини, еден, така. Мислам дека глобалниот поредок е веќе темелно нарушен и дека повеќе не постои во оние форми во кои што американците го воспоставија, да не заборавиме, во изминатите 50 на 60 години. Ние де факто имаме една политика предводена од премиерот која што ги покажува сега сите немоćности, сите катастрофални потези, може би не затоа што оваа влада или Мицкоски е виновен за тоа што го прави Трамп. Трамп се разбира, не знае ни кај сме на мапата. Меѓутоа, затоа што инсистираше дека ние сме во периметарот, во првите редови, дека сме се стаеле таму, дека сега никој не може со шпакла да не извади, како што гледаме најголеми цареди имаме, заедно со Босна. Може и Србија е помалку од нас, или тука негде околу нас е треба. Така, значи, сакам да кажам, Босна и Албанија имаат по 10. Не заради некаков однос кон Македонија, туку затоа што тоа е така како што е. За сметка на тоа нарушени односи со Европската унија. И сега, кога на тоа се обидуваме да предупредиме, ја па го окркав како што треба, нели, заради една интервју добив внимание 10 дена со се што треба, како што со сите. Де факто, влегуваме во една улица која што се чини како прилично слепа, а нас не ни е сеедно, бидејќи светот се тресе, а ние како да не можеме да ги препознаеме, тоа Бог го говореше, своите вистински партнери. Ќе се продолбочува ли таа ситуација или можда владава сега ќе и текне дека имаме други можеби надворешно политички поважни приоритети? Направени се сериозни лупинзи во надворешната политика, укажувавме сите на тоа, меѓутоа немаше никаков слух од таа страна, се фали на карта на САД и Трамп. Се започна со одвојувањето или збогувањето на Мицкоски со Европската унија, затоа што не пројде приказката која што на почеток продаваше, тоа е дека ќе има одложено може да се избори, земји го подржуваат да имаме одложено действие со уставните измени. Тоа прилично јасно во првите неколку недели му го ставија. Сега уште во октомври минатата година дојде фон дер Лајен како претседател на Европската комисија и сега во дипломатијата, вие тоа исто добро го знаете, многу се битни посетите, она го посети регионот на Западен Балкан, 6 земји и по посетата, по начинот на посета, која прва земја, колку останува, се гледа нели каде се става акцентот, ние секој шпето бевме први. Во Албанија, која што веќе се одвојуваше, остана долго, дури и преноќи, кај нас остана, верували или не, 210 минути.
210 минути. Не полни, скоро И си 3. замени, тогаш беше јасна пораката. Стигнуваше порака и од новата еврокомесарка за проширување од порпоролката на Европската комисија дека нема одложено действување, дека тоа се приказки кои што доаѓаат од владата. И тогаш се стави на карта, одиме према САД, одиме према Трамп. Јас денеска ги извадив на Facebook најавите на Мицковски, значи прво Македонија е најважниот стратешки партнер на САД. Значи гледате, ова не е веќе стратегија за општински комитет во ВМРО допонела, ќе се прави стратегија од цела Македонија како ќе се прикажа на јавност дека е он близок со Трамп, дека со него Илон Маск, Джо Роган секојдневно комуницираат со него, и за NBA, Лейкерс, гледаат Дончич, Јокич, комуницираат со него, он е близок. Потоа кажува дека соработката не е на обично ниво, не е на високо ниво, на ултра високо ниво. И доаѓаме до една, за жал сега веќе теза која што и се смејува, тоа дека ние сме го запоседнале Вашингтон, дека сега битката е кој е второ и трето место и дека нека се тепат другите, ние веќе биќе ова е новото нормално. Сега, може? Може, се Да. Гледам објава. Муцунски објавува од бидејќи во Брисел се одржува Совет на министри за надворешни работи на земји членки на НАТО. Објава Муцунски се видел со Рубио на стоење. Тоа се средби од по 2-3 минути, тоа не се званични средби. Има и намигнување на тај. Значи алармот кој го стигнал кај Мицковски поради цариниве Трамп, Муцунски сликај се одма со Рубио. Сега, дури и ова сликање, јас се гледам фотографијата пред мене, настоење, значи пред да влезат на состанок, не станува спор за никаква официјална средба, му е возможено затоа што сме земја членка на НАТО. Па сега можеме да бидеме во друштво со министрите на НАТО. И од ВМРО ДПМН стварно би било еднаш учтиво да се каже дека тоа што е направено за да влеземе во НАТО е на вистина значајна остварување на значајна стратешка цел која меѓу другото ни овозможува овој политички, геополитички земјотрес да имаме било каква таква рамка на некаква известност. Бидејќи како што говоревме, тој земјотрес може да отвори јама во која ние како мала држава и нација ќе пропаднеме. И еве сега Муцунски на тој состанок се сретал со Марко Рубио, 2-3 минути што си кажале, не знам, но не верувам дека тоа нешто ќе промени значајно во односите. Така, очекувам сега повторно нагло свртување на курсот, пак сега ќе се барат некакви релации со Европската унија, меѓутоа сега века не чека поинаква атмосфера, тоа што го зборуваш. Зошто? Апсолутно е атмосферата. Вие, значи, ние како земја во Обединетите нации ние не ја поддржавме декларацијата на Франција и на Германија, односно која што беше од името на Европската унија. И тоа е тоа. И тука на состанокот на мешовитиот парламентарен комитет Брисел Скопје, полскиот амбасадор во својство на преседавач не праша вие кој ви е курсот, каде одите, знаете ли што правите? Францускиот после се надодал. Така што таму ние веќе сме на, нема да кажам црната листа, но имаме повеќе од жолт картон. И не може да забора тој и лажењето за тоа како се случува со наводно кима, како што зборевме за уставни измени со одложени дејства и така натаму, сега веќе е поинаква атмосфера. Во меѓувреме ја слушаме и еврокомесарка за проширување, која што вели дека се очекува 26-та година освен Црна Гора и Албанија да ги завршат преговорите. Ние останавме надвор, ние останавме во друштво со Косово и со Босна и Херцеговина. Да дојдеме до ова што се случуваше со царината. Не мислам дека е толку наивно, ние сме во друштво, не само овие земји што ги спомнавте, ние сме во друштво со Кина, со Русија и со Ирак по висината. Тоа се и дипломатски помеѓу друго, пораки иако има механизмот, точно е Борјан што кажа, механизмот на тоа која земја каде. Меѓутоа ки има удар врз економскиот раст, ки има удар врз странските директни инвестиции, ки има удар воопшто врз атмосферата на бизнисот во Македонија, извозот и така натаму, затоа што има, да не зборам за индиректните последици од тоа што САД воведува и исти вакви царини, односно специјални царини кон Европската унија. Ние сме и увозно и извозно зависни од Европската унија. Така што податоците не се позитивни, ние ако ги споредиме бројките од јануари 25 со декември 24 година, имаме пад на вкупната трговска размена од речиси 5% и тоа кажува каде се наоѓаме ние. Последиците ќе бидат сериозни. Меѓутоа, ова, знаете како ми наликува, не име гајле во име. Тоа наликува, ако зборуваме за Америка, како на вело има во Макдоналдс политичко мени. Кој е тоа политичко мени? Па вика ти нарачуваш што сакаш, а тој позади тебе ќе плати. Така да за жал ќе платат тие што ќе дадат после и граѓаните. Една друга тема, сепак да не
избегаме од да не ја заборавиме односно од таа тема, иако сум изненаден како колектив брзо ги тргаме работите на страна, тоа е Кочани. Ја ги гледам србите на вчера одбележаа 5 месеци од падот на Стречницата и погубата на 16 животи. Како ти се чини, што ние од ова стварно една трагедија од размери страмотни, што свативме, што научивме, која порака, што свати ти од целата таа бура на емоции која произлезе од трагедијата во Кочани? Факт е дека целиот систем виновен и да се издвојува само актуелната влада не е коректно. Виновни сме сите ние во овој систем и така, претходни влади и така натаму. Она што смета, јас воопшто не зборав на темата, што и вие бевте внимателни, се разбира, никој не сакаше да ја злоупотреби во политички цели особено, но она што пречи е селективниот пристап. Не може да се виновни повеќе оние што биле во минатото од оние што се денеска на позиција, разни позиции кои што го тангираат ова несреќа што трагедија што се случи во Кочани. Моментот кога гледате дека вие ги прекривате своите само за да не одговарате, кога гледате дека во моментите, ајде да не кажам на жалост, меѓутоа во оние моменти кога треба друг да ви е фокусот, вие нарачувате анкети од 400.000 евро. Тоаш гледате дека вас ви е битно во тие моменти да го измерите рейтингот за да видите што колкава штета ви нанела како пример оваа трагедија. Тогаш веќе доаѓаме до една друга природа на гледање на целата оваа работа. Така што иако се трна со една акција, тука се види дека нели има можност за действување и треба да има консеквенции да бидат санкционирани оние што имат вина, веќе станува јасно дека тој е селективен пристап и останува таа горчина во устата дека веќе се злоупотребано од владино во целиот овој настан. Види, сега, ако смеам да кажем, ние тоа и ние и колегите од Инфомакс, тоа практично во последните 2 недели кога беше ова, цело време го, значи ти не можеш да не се занимаваш со конкретната трагедија и причините и оние што се виновни за тоа конкретно што се случило. Ти можеш да истражуваш и пред 20 години кој дал фалс дозвола. Не, треба, тоа не е спорно. Не, тоа го рече, ама првата работа, меритумот на тој трагичен правен настан е да расчистиш кои се тие и зошто се случило што се случило. Од друга страна, Мицкоски создаде атмосфера, и тоа е практично врвно политичко прашање, во кое што толку многу се наметна, што дури денеска читам наслови дека како он да ја води истрагата, бидејќи навистина се постави во позиција на врховен јавен обвинител, судија, се што треба. И денеска во парламентарните дискусии, гледам, денеска имаше ден за прашање така натаму, велат, истрагата се води, затоа што тој нема сила да каже, гледате бе луѓе, ја немам ништо врска со истрагата. Ама тоа требаше од првиот ден да го каже. А не да ги направи сите смутови, дури и пред самата трагедија смутовите, да он влезе, да менува обвинители кои не му се допаѓат и така. Значи, живееме во една таква каша попара, што всушност си мислам дека целото ова е всушност продолжување на трагедијата во Кочани. Значи, оваа каша на која сега они инсистираат, се разбира, за да заштитат своји луѓе, за да заштитат политичка одговорност и така, да дури, види, ние често спомнуваме ова трагедии не волку големи, се разбира, во минатото, но барем некои од политичарите, вклучувајќи и твојот шеф Венко Филипче, имаше доблест да си понуди оставка. Зошто е сега толку тешко за некои од овие луѓе да си понудат оставка? Па нека не им ја прифати Мицкоски. Јас, добро, ме наивте како човек кој што полага во политиката и тоа е точно, можам отворено да кажам дека ниедна влада не е имуна на непотизам, на корупција, на наместени тендери. Но тоа знаеме, тоа ни во Европа, ни во Америка, никаде во светот. Но тоа сме го гледале некаде на половина мандат и понатаму. Овде кај нас почна да се случува во првите месеци. Не знам веќе министерство, министер, директор, градоначалник кој што не вработува од своја фамилија, кој што нема проблеми со тендери, со корупција и така натаму. За жал од кадровски аспект, ова е најлошата влада, тоа одговорно го тврдам досега. Се случи оваа трагедија во период кога имаме таа и таква влада и тука се согласувам дека не само што не се искористи можноста, да се уште постојано не гледам дека ќе се искористи да се санкционира
тоа што се случувало и тие што учествувале во сето и многи да се постават работите како што треба, туку ќе се оди кон пресметка со оние со кои што треба да се пресметат, заштита на своите, во меѓувреме излегуваат нови афери за телохранителите околу Мицкоски и сето тоа не наведува дека ние не само што нема да извлечеме поука, туку дека ќе се продолжи понатаму со. Тоа е жалосно. Ова од позицијата беше доста воздржана, можеби со право, бидејќи тој настан не требаше да биде повод за некакви хистерични реакции на било кој политички субјект. Владата тоа го искористи на свој начин, дискредитираше све што може да се дискредитира, што на било кој начин се обидува да критикува. И денеска Филип, односно вчера се појави со пресконференција на која подаде рака за политички диалог во неколку области со барање со една иницијатива да се обезбеди некаков консензус околу тие прашања кои потоа би се реализирале, односно без разлика кој ќе биде утре на власт, кој не, да се води по тие стратегии и тие реформи така се терат. Една твоја оценка прво за оваа иницијатива. Дали е таа што она е нешто ново, но не можеме да разбереме што, да не биде дека е она што Заев го предлагаше, кој беше доста контроверзно. Може да го проширам контекстот на истата тема, бидејќи се селиме сега на вашата партија на опозицијата. Ги гледам и коментарите во Четов. Заев е овдека честа тема, со многу подбив и со многу огорчение. Инаку да кажем, Огнен Андреевски не прошao зашто во четврток, а не во петок политиканти, се извинуваме, ама заради одредени патувања службени кои мора да се прават. Ама не се со бизнес класа. Немајте да како некој други. Решивме денеска затоа што утре и двајцата не да бидеме тука и така. Па морам сега да нешто, поправам сега некоја штета. Па тоа заслужува бизнес класа. Андреј Жириновски, кој ти е односот према Заев? Очигледно е дека и Борјан го спомнува во еден контекст, иако ова што го прашува за нова иницијатива е важно, но дај прво да расчистиме како има една сенка која што стои врз СДСМ и врз нејзиниот лидер и така натаму, а тоа е Заев, кој што заради целата таа историјатот на неговите успеси и падови предизвикува проблеми. Што мислите да правите во однос на тој проблем? Оти веќе е проблем. Не, во ред, сакам да се збори отворено тоа. Такви треба да бидат месиите, затоа ви се успешни и месиите на крајот на криштата. Вака беше некаде една емисија снимав пред да се случи трагедијата, каде што јас зборував дека е потребно соработка без разлика на сето што кажам претходно. Јас се на мој став и моето мислење за капацитетот на денешното ВМРО да помене, дечната влада создава прецев во кој што доминира ВМРО да помене. И денеска отворено кажам дека јас сметнам дека треба да има соработка помеѓу двете најголеми политички партии, дека ние сме длабоко поделено општество, ние веќе имаме во малите места има во една самопослуга од едни, во друга самопослуга од други, има кафеани поделени. А не сме големи. Во физички смисла. Не сме големи, него сме примати во светски рамки. И сега ние во вака поделени очигледно сме многу полесни за манипулација, полесни за ајде да кажам други сценарии на надворешен план, но и на внатрешен план. Некој тоа го користи. Затоа зборам и отворено кажам дека треба да има соработка, ако ништо друго барем поврзано со државните и националните интереси. Без ова потенцирање на националните интереси да биде погрешно сватено, бидејќи гледам дека дуи веќе отворено влегува во една друга политика. Кој ќе се каже национални, обично тука се мисли етнички, а во суштина се работи за образование, здравство, човеково калина се национални интереси. И многу мина од амбасадорите претходно и денеска прашуваат, добро вие нели можете да седнете? Јас доаѓам од Романија каде што двете политички партии влегаа во влада заедно. Значи поголеми ривали отколку ВМРО да помне и СДСМ. И токму тоа влегување во заедничка влада па им помогна не само да ги решат економските проблеми, туку и да дочекаат војната спремни и они одлично се поставија, не само што се одбрани, го се поставија како сериозен фактор во НАТО. На крајот на криштата, да не бегам од темата, таму се гради најголемата база, многу поголема од таа од Германија. Се вратиме на домашното, на нова прашање, сметам дека треба да има соработка. И оттаму подадената рака од Венко Филипче ја доживам исклучително конструктивно и мислам дека треба да се прати таа порека без да биде злоупотребено за некои покрупни сценарии и така натаму.
улогата на Заев во ова, не ја знам, не верам воопшто дека од негова идеја и така натаму, зборам домно со председателот на СДС, на партијата, неколку пати се консултирате, не дека јас сум факторот кој што одлучува, далеко од тоа, меѓутоа го кажав и своето мислење и овде отворено кажам дека треба да има соработка. Не зрели сме ако ние не можеме да соработуваме. На крајот на краиштата за овие претходни теми. Гледаме дека не може една влада да ги струка потребните реформи кога целиот товар паѓа на нези, бидејќи на крај се плаќа цената. Нека има соработка. Просто не може, нема ни време една влада во еден мандат некои крупни работи да ги струка во здравство и во образование, например. Така. Треба да има соработки и за мене ова среда беше потребна, што ќе излезе ќе видиме па. Нешто ме збунува, Андреј. Дали ова значи дека СДС ќе отстапи како, да речеме, ќе отстапи од своите критики, ќе биде како да кажам, по-нежен или во рокавици и ќе остави критиката на тешки Муамети, Мичо и Мечка, кои се главната опозиција. Дали ќе калкулира се? Не, тоа е дилемата сега кој што сам едно, дали ова некој сценарио, па зошто не се оди пожестоко, меѓутоа јас гледам еден поинаков пристап на СДСМ, се разбира после извлечена поука од поразот кој што беше огромен на парламентарните избори. Треба еден поинаков пристап, по-консултиран. Знам дека има не само членови, туку и граѓани кои што барат по-жестока опозицијска битка, по-друг вокабулар, меѓутоа пак на крајот на денот вие мора да бидете одговорни, а секогаш сме го кажувале, барем знам ние тројца, дека одговорното однесување не се однесува само за оние кои што се на власт, туку и оние што се во опозиција. Така да не треба да се барат некои други сценарија каде што не знам ќе биде нежен СДСМ, напротив, ова е подадена рака, дали ВМРО да ќе искористи така натаму, не знам, ново е во интерес на државата. Инаку критиката останува се разбира пат. И јас вече го кажам тоа. Докај сте со изборот на Филипче, бидејќи се одложи заради трагедијата? На 6 е закажано. На 6 е закажано. Претпоставувам дека ќе помине. Тоа прашањето е со колку гласови или? Па за сега се кандидат не гледам. Да, мислам дека ќе се потврди изборот. Критично за тоа колку гласачи ќе гласаат. Така, треба се види, да. Се согласувам, треба се верификува мандатот на некој начин, да се добие поголем легитимитет. Дали почнува потоа вадење на ножеви во СДС околу борбата за кандидати за локални избори? Поразот го направи своето, не е тајна дека има повеќе групации, но го гледавме тој и во ВМРО да помне. После таков пораз се создаваат групации кои што едва чекаат да не успее актуелен председател било кој да е. Меѓутоа очекувам напротив после избори да се санираат, да се засили ова компонента и ова гарнитура, а потоа со една присебна политика се разбира опозицијска, меѓутоа не по секоја цена. И ќе кажам отворено, не мислам дека се што доаѓа од ВМРО да помане е лошо, како што не мислам дека се што доаѓа од СДСМ е добро. Меѓутоа треба да се извадат добрите моменти и да се, ако ништо друго, барем да се подаде рака на тие работи. Иначе ќе се останат овие дискусии. Имаме ние нови дубиози во работењето на владата, така да јас вас ви посакувам среќа, затоа што ќе имате многу работа како медиум кој што сериозно ја анализира работата на владачката гарнитура. И уште нешто. Дали Жедновски е заинтересиран за кандидат? Центар, Скопје, не знам, стар борец, што би се рекло на локални избори, докажан. Не сум размислувал конкретно на ова прашање, не сакам да звучи само бедисано, ама тоа не е особина што ми недостасува. Драго ми е што ми има на анкети и со толкав процент колку што ми има, од аспект на тоа дека луѓето, граѓаните на Центар запамтиле што работевме заедно и така, тоа бе едни исклучително битни избори и падот на Груевски започна таму, но сега веќе зборуваме за проектите. Меѓутоа, го слушнавме сите председател на партијата, кажа дека ќе одлучат и анкетите. Центар е едно од општините каде што СДСМ има актуелен граничник, треба се направи анализи на таа работа, ако се граѓаните задоволни од неговата работа, нема тука што. Ако има други анкети кои што покажуваат друго, тоа е менува работата. Што ви кажуваат анкетите во однос на силината на ВМРО? ВМРО, што тука најмалку пред вас да кажувам невистини, ВМРО да не води, разликата е драстично намалена, меѓутоа ние не ја чувствуваме. Зошто? Затоа што беше голем и број 2, нешто многу отворено. Нас ќе кажам сега.
како СДСМ, граѓаните ни се уште лути. И треба да помине време. Имаме еден друг вид на јас, чувствам во оној круг. И вие го имате тој круг, каде што едва чека да се искритикува работата на СДСМ, не се за ВМРО да правим, и тоа сакате да ја гледате реално работата. И кога им кажам, гледате што се случува, велат, па ние не очекувавме друго од ВМРО да помине, ние си ги знаеме нив, ние не сме изненадени. Тоа два чекавме. Да, тој е сериозен непријател во битката, но тоа е затоа што се уште се лути. Но пазете, гледате го однесувањето на Мицкоски на ВМРО да помине. Они се уште се во филмот на опозиција, они така зборуваат. Да кажеме кога имаше кога се бойкотира супермаркетите, они се придружија на бойкотот. А протестот е затоа што владата не презела мерки да ги заштити граѓаните. Они се придружуваат на бойкотот. Они се ли сеќе протестира за судството или најмногу ги сакам пресконференциите и ден-денески актуални на ВМРО да поне, кога они ги повикуваат институциите. Како да се во опозиција. Тоа е тој мајндсет. Меѓутоа, едно нешто да ни биде јасно. Моментот, ова важи за било која владеачка гарнитура. Моментот кога вие почнувате да се вадите на темата а што правевте вие во опозиција, тоа е моментот кога вие признавате дека немате резултати. Андреј, јас долги години верглам една тема дека во Македонија во суштина во последните 20 на години, можеби повеќе, кога се работело за нормални околности, значи не говорам за изворени изборни околности така, во принцип изборите ги решаваат околу 150 така, до 200.000 гласачи, Апсолутно. кои што не се неопходно и најчесто не се членови на партии, но кои што се тешки и инертни да излезат да гласаат доколку не им се допаѓа тоа што го гледаат, бидејќи немаат партиски обврски. И тие гласачи во принцип се послободумни, полиберални, подобростоечки во некаква општествена смисла, иако во Македонија веќе многу добростоечки луѓе не е дека може човек да има илјадници такви. Но тоа се главно и луѓето кои што заминуваат или веќе заминаа од Македонија. Со други зборови, каде е вашата бирачка база? Бидејќи како што гледаш на секоја тема која што се однесува за национализам, вие немате моќ за играње на тој терен, бидејќи тука се разбира дека националистичките партии, и патем кажано сите се националистички партии, па дури дел од СДСМ. Точно. А ако земеш тоа ДУИ, алтернативи, ВМРО ДПМН секако, за левица веќе не знам диагноза каква да ставам, но тоа секако е антиалбанска, и така натаму. Всушност, каде ви е вас избирачката база? На кого вие можете веќе да рефлектирате, бидејќи живееме во 2025 година. Не е исто како 2020. Точна оваа констатација и тоа е една структура која што размислува со своја глава, не сакам да ги потценам другите мито, кој што не прима партиски наредби. И јас особено знам затоа што центар е особено таква. Затоа ми значат тие три круга кога луѓе по секоја цена сакаат да гласат и така натаму. Ова е структура која што е спремна, подготвена во секој момент да искритикува. Особено да ги искритикува оние кои што ги смета веројатно за поблиски, но затоа што се поблиски, смета дека и треба да ги искритикува. И кој што, како што кажав претходно, ништо не очекува од другите. И затоа е тешко сега во момент ова враќање, бидејќи таа структура е лута, дел од нив си замина, тоа е точно. Лута е, она чека уште да види дали се научени лекциите, зашто гледам дека Венко Филипче како председател се обидува да и за сега успешно ги прикажува. Меѓутоа, она што е исто така интересен феномен е Алфа телевизија, ако смеам да спомнам друг медиум, слушај, гледате ги емисиите од СБЛ. Не ги гледаме. Јас ги гледам за да видам нешто што сега ќе пренесам. Нивни подежувачи критикуваат од СБЛ, повие ги исклучуваат. Што сам кажам? Прагот на толеранција, дури кај оние подежувачи на ВМРО ДПМН, во секој нов избор е се потонок и потонок. Точно за тоа сме виновни сите, затоа што сме ги довеле граѓаните тоа. Меѓутоа, не очекувате дека ВМРО ДПМН мене месец прво е завршен. Второ, без разлика на апсолутната власт која што имаат на ниво на парламент, на ниво на локални единици, на ниво на председател на држава, прагот на толеранција е се помал и критичката јавност ќе се сврти кон нив. Не го зборувам затоа што сакам враќањето на СДСМ да го гледам преку неуспехот на ВМРО ДПМН, но лекциите се тие и треба се научат, но
граѓаните нема да дадат Тоа такав простор. дека лекциите треба да се научат, го слушаме со децении. Добро. Значи, после 7 години владење СДСМ доживеа ваква катастрофа на изборите, главно заради, ако не грешам, комплексно има тука и економија, има и социјални прашања и така натаму, но во една политичка смисла заради нема правда, нема мир. Би рекол дека на ВМРО му требаше 6 месеци за да се слупа на истата тема. Бидејќи се ако мерите на таа тема, особено после оваа трагедија во Кочани, мислам дека они веќе се слупани на темата нема правда, нема мир. Они за разлика од СДСМ се многу пообсесивно врзани да ги контролираат општествените процеси, па се бутаат кај студенти, кај луѓе што синдикати, мислам, они се тоа обсесивно се мора да контролираат така натаму. Меѓутоа, имате ли вие капацитет од и пак е истата тема за правда и за мир. Кога ги гледаш студентите, кога гледаш овие што беа релативно последниве неколку недели, ти гледаш дека на луѓето им треба реформа на системот на кој сите ни е јасно дека не дава добри резултати. Ама кој да прави таа реформа се уште не е јасно. Значи, вие градите ли такви политики, имате ли таков кадар, имате ли тоа, сега гледам дека Филипче се обиде да стави нови луѓе околу себе и така натаму, ќе имате ли на тоа ниво успех? Тоа е критичниот момент. Тоа е предизвикот и тоа е вистинската тема на која што треба избора во моментов со СДСМ. Како се предложат и кадровски, не само проекти, ние со проекти не сме кубурале во Андреј, па ти знаеш дека политиката е кадровска политика, што би рекла комунисти. Точно, го гледаме тоа и денеска во владата, го кажа Петко. Друга политика се кадровска. Нови луѓе кои што размислуваат, гледам поинаку, не се идеални. Мене ми пречи кога ќе ми се јави некој и каже гледај овој како настапуваше. Па не очекувај од некој нов да биде одма да брилира. Гледа, но ајде да се концентрираме на тоа, гледа неговата намера. Потенцијалот да влезе, да реши, кој што нема концесија од минатото, па јас должам на лидерот или не знам ме држат овие на власт што се за разни работи и така натаму, туку можам слободно да дискутирам. Тоа е предизвикот да се најде таа формулација, а хистеријата која што за жал после оваа трагедија гледам кај ВМРО да помене само ни укажува што ќе се случува понатаму. Они обсесивно зборува за шарена револуција која што се собира на плоштадите во Скопје или во Кочани. Немаше никаква врска. Ниту СДСМ ако бидеме добро. Вучиш параноите. Мислам, тоа не е параноја, тоа е некако друга тоа е некако сега пропаганда која треба да створи уствари замешателство едно во манипулација со граѓани. Сакаме отворено дока, може некој ќе ми се налуди во партијата, СДСМ нема ни капацитет во момент да организира. Меѓутоа, сега Сашо тука е стравот. Да беше СДСМ ајде некако. Туку што е автентично движење. Сега колку СДСМ ќе се најде на иста фреквенција со тие луѓе што размислуваат критично, тоа е веќе предизвикот. Гледам дека внимателно избегнувате да давате изјави, да се вмешувате. Затоа што рековме, тоа е една структура што сериозно ги анализира работите. И ако почувствува дека вие се приближувате затоа што сакате да го искористите тој моментум, тој потенцијал, сакате да го злоупотребите моментот кој што не треба се употреба и злоупотреба, тогаш веднаш ќе ве осетат. Па тука е разочарувањето и од шарената еволуција, односно тоа што нема правда, нема мир. Затоа внимателно, потребно е време, но со добра намера и со добри чекори во прав правец ќе се дојде до сето тоа. Па добро, тука би завршиме. Андреја, еве еден сат разговараме, мислам брзо поминува времето. Ти благодариме за ова гњурење во македонскиот базен политички. Интересен разговор. Да, се надевам дека и во некоја иднина пак ќе се. Се разбира со задоволство, благодарам се поканати и уживо. Што имам чувство дека пола сат разговараме сад време, значи беше интересно. Андреј, благодарам. Благодарам се поканати. Ова е се за ова издание на Политиканти, се гледаме наредната недела. Морам да најавам, Боријан, дека ти патуваш, јас патувам, еве денеска заради тие пусти патување го правиме во четврток, не во петок. Не сме многу искоординирани, ама па нели ние завршија парите од USAID, од Сорос, нема више кој да ни дава нашоки, сме изгубени, немаме ориентир, немаме веќе, тоа е се. Пријатно одведе. Благодариме за вниманието.